Не постои канадска болест поради која владиката Петар сака да ја сече шумата во ресенското село Јанковец, тврди Шумарскиот факултет. Деканот професор Кирил Сотировски, кој е фитопатолог, тврди дека факултетот не добил барање за испитување на здравствената состојба на шумата. Преспанско-пелагониската епархија планира да продава дрвја од шумата во ресенското село Јанковец за да обезбеди пари за изградба на нова црква. Жителите на селото се против сечата, бидејќи сметаат дека дрвјата им се заштита од поплави. Шумата е во собственост на МПЦ, а првото нивно барање било соголување на истата, но откако тој план не поминал кај надлежните институции, професори од факултетот за шумарство изготвиле нов план со кој е предвидено да се изсече дел од шумата. Но жителите не го прифаќаат ниту ова решение. Не е добро шумата да се сече од дивократците и дека нивна должност беше, ако навистина се загрижени за шумата, да не дозволат 30% да биде скоро исечена шумата, но жалиме што од нивна страна баш ни малку нема разбирање за тоа дека манастирот, односно црквата манастирска, е во лоша состојба и таа веќе се урива. Треба само да се оцени дали ќе треба да ја докусурат дивократците со сечење и носење на шумата, или пак ќе треба плански или проречување на шумата, или она што се констатира дека не може да обстои да се исече така натаму, но не нешто што ќе биде катастрофално за шумата, туку со цел шумата да се обнови, а не со цел шумата да пропадне целосно, па да немаме ни шума ни црква. Владиката Петар, меѓу другото, сечата ја оправдува и поради болеста што тврди дека има дрвјата. Треба да се исече плански и согласно со закон шумата, за да се обнови таа стара шума, која еден голем дел од неа е и заболен од таа болест, така наречена канадска болест, станува збор за некои паразити што ја напаѓаат шумата и така ја сушат, просто речено. Професорот Сотировски за Макфакс тврди дека не постои така наречена канадска болест. Тука морам да бидам јасен и дециден. Ниту во шумарската, ниту пак во поспецифичната фитопатолошка пракса не постои така наречена канадска болест. Морам да кажам дека сум истовремено и изненаден, но и револтиран, затоа што толку лесно се пласираат многу помпезни термини и во најмала рака сомнителни оценки за одредени состојби, дури и кога се работи за високо специјализирани работи, како здравје на шуми, кои само мала група експерти може да ги знаат. Спомнувањето на канадска болест и нарушена здравствена состојба на шума, за да се оправдаат интервенции во шумата, кога не би имало многу посериозни импликации, би било гротескно смешно, но во овој случај е прилично сериозно. Тој смета дека час поскоро општеството и стручњаците од областа на шумарството мора да сватат дека шумите не се само ресор за дрво и остварување на брз профит, туку многу пообитен ресор со големи влијанија. Манастирскиот комплекс се состои од два објекта. Едниот е ново изграден, а другиот според планот на МПЦ треба да се урне и повторно да се изгради поради неговата дотрајаност. Кирадиновски, кој е жител на Јанковец, тврди дека планот на МПЦ е чисто профитерски, а пак жителите тврдат дека може да ги соберат парите за реизградба на црквата без да се продава шумата. Во самиот манастир немаме доволно верници кои го посетуваат секојдневно, која е потребата од тоа да градиме, да го рушиме стариот манастирски храм, да градиме нов. Ние сечиме шума од 1.000.000 евра, значи зошто не сечиме 100.000 евра, него сечиме 1.000.000 евра. Значи тоа е тоа што е проблем, главен проблем. Дали мислите дека некој сака да профитира од се тоа? Тоа е јасно како бел ден. Ние деца имаме во странство, можеме тие пари да ги собериме, ќе донираат, како што донира за горното манастирче. И не даваме да се сечи шумата. И од еколошки причини. Јас стално велам да ги спречиме причините, за да не ги лечиме последиците. Од Сдруженијето Еко Гирила Преспа, која е против сечата, вела дека последиците ќе бидат можне сериозни доколку шумата биде уништена. Ова тука, овој предел е ерозивно земјиште, со самиот порој кој што би се јавил и со тоа што шумата би била
обезличена на некој начин, не би можела да ја оствари заштитната функција која што таа има во својата првобитна улога. Вечна шума е она која што има дрве од различни возрасти во неа, меѓутоа проредата треба да биде строго контролирана, направена врз основа на елаборат кој што е издржан. Значи, ние сметаме дека можеби елаборатот треба да се даде на вештачење поради изјавите на митрополитот дека се работи за заболена шума. Шумските инженери од оваа област ги негираат тие податоци и велат дека шумата воопшто не е заболена. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство велат дека поради интересот на жителите на село Јанковец, а и законската надлежност, преку секторот за внатрешна ревизија во моментов ја преиспитуваа целовкупната постапка за донесување на посебниот план за стопанисување со шумите. Тие велат дека јавноста навремено ќе биде известена, се со цел донесување на решенија кои нема да бидат на штета ниту на населението, а ниту на собственикот на шумата. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не одговори на прашањето од Маквакс за тоа дали сечата е со одобрение и за колкава површина станува збор.